Добро вечер. Вонредна политичка анализа. Честито Василица, да не чува и да не брани Свети Васили. 13 јануари, утрен или 14 јануари, две дати или два датуми се многу важни за мене. 1 јануари кога ми е роѓенден и Василица, нели, кога славам моето име. Минатата вонредна политичка анализа донесе најмногу нови членови последните 12-15 месеци, веројатно испровоцирани поради тезата дека е Русија регионална нуклеарна сила, нели разликата помеѓу Соединетите американски држави како светска сила и Русија како моќна регионална нуклеарна сила. И веројатно се тие процеси или тие се настани или теми кои ги дразнат гледачите на емисијата во Центар. Сега и во изминатите 10-15 години. Вечерва ќе направиме анализа на нешто што е најесенцијално, најсуштински. Значи, кога нешто би требало да биде дефинирано како Made in Васко Ефтов, тоа се овој тип на политички анализи. Суштински, есенцијални политички анализи и, знаете, тешко е со одбрани зборови, разбирливо за цела популација или за цела публика да бидат презентирани пред вас кои сте верни гледачи на емисијата во Центар. Темата на вечерашната емисија е кога ќе умре последниот југославен. Значи, што ќе се случи со Република Македонија кога ќе умре последниот југославен. Последниот југославен како одредена метафора. Метафора на едно минуто време, метафора на некоја сегашност и метафора на некоја идна разврска во Република Македонија. Ајде вечерва да одговориме на прашањето. Што ќе се случи со Македонија кога ќе умре последниот југославен? Како да ги дефинираме југославените? Гледате, во светот генерациите се делат на 20 години. Ова фаза или ова фраза југословен ке нас трае некаде 40, 50, 60 години. Значи не можеме да ја делиме на 20 години. Например, бејби бум генерацијата, која се јава после Втората светска војна, некаде 45-та, 64-та година, па после неја доаѓа генерација X, претходно беше она невидлива или мирна или послушна генерација помеѓу двете светски војни. Значи таа бејби бум, значи еве, ајде да направиме одредена парабола. Да ви објаснам што сакам да кажам со одредена бејби бум генерација. Значи родена по завршување на Втората светска војна, 45-та, значи некаде минус 2 година, 2 пред 45-та година, па до средината на 60-тите години. Што ке речи Холивуд, Битлси, Долче Вита и така натаму и така натаму. Според мене еден од символите на таа генерација после Втората светска војна, крајот на 50-тите, почетокот на 60-тите години, кога доаѓа до експлозија, нели, на еден таков начин на размислување и делување, е Брижит Бардо, почина пред 10 на 15 дена. Кога ќе стане збор за југословенска генерација, кого можеме да го дефинираме како југословен? Здравко Чолич, Лордан Зафрановиќ, Басил Тупурковски, Богдан Тањевиќ, кој веројатно со своите интервјуа последен или еден од последните кои го отвара таа тема или ги отвара тие прашања. Што е суштината на тоа последен југославен или мохиканец од југославени 30-40 години после распадот на СФР Југославија и колку тамо некаде 45-46 години после смртта на Јосип Броз Тито. Сите тие од прв до последен веруваат дека, како вели Богдан Тањевиќ, Перикловото време на сите кои живеат на овие простори била Титова Југославија, дека врвот, крешчендото на мокта, на угледот, на влијанието, на се, можеби не толку финансиски како модел на живење, можеби не толку или воопшто не како модел на политичко дејствување или уредување, туку како одредено чувство дека припаѓате на одредена држава која во еден временски период на рамноправна нога или основа комуницира и со истокот и со западот и е начело на движењето на неврзаните. Тоа не е жал, тоа не е носталгија за еден систем, за комунизмот, например, туку тоа е жал за една средена држава. Една држава која е уредена, да, комунистичка држава, да, еднопартиска држава, да, држава со одредени форми на репресија, на почетокот со подраматични форми на репресија, на крајот на нејзиниот век на трајање со многу меки или воопшто многу благи форми на репресија, но чувството дека припаѓате и живеете во една уредена држава, веројатно е нешто што најмногу им фали на македонците. Тоа чувство кое е изгубено чекор по чекор овие 36 години после независноста на Република Македонија. И кога сите критики во однос на една, втора, трета влада, во однос на Република Македонија, што прави или што се случува во Република Македонија,
Значи, од прва до последна сите тие критики, фундаментот, темелот, базата е дека ова не е средена држава, дека во оваа држава не се знае ред и поредок, дека во оваа држава не се знае кој коси, кој вода носи, и кога вие имате такво чувство дека не се знае ништо, не се знае каде почнува, не се знае каде завршува, многу неизвестна иднина каде ќе оди Република Македонија, сите стравови со кои го клюкаа македонецот изминатите 70-80-100 години, Срби, албанци, бугари, грци, нели сите посилни од нас, оние слики или оние илустрации, соседите како 4 змии, како 4 глави, кои имаат зинато да ја проголтаат Република Македонија, тоа е едно чувство, нели македончето како одреден дебинутив на тоа каде македонецот се наоѓа во нека современа форма или фаза на живење, сето тоа остава многу траги врз колективниот менталитет на македонецот на Република Македонија. Во таква една фаза, клучно прашање која си го поставаме, што ќе се случи со Македонија кога ќе умри последниот југославен? Одредени генерации, повеќе генерации, кои се форматирани не како комунистичка творба, туку како творба или структура која сака да живее во организирана држава, која знае од 7 до 3 се работи, после 3 се доаѓа дома, се инвестира во деца, се инвестира во семејство, се внимава на постарите генерации, се води сметка за државата, па вие сега излезете надвор, ќе видите веројатно секој втор, да не речам секој прв, кој ќе помине или ќе се размине со вас, ќе фрле нешто на улица. Нема да мисли на државата. Оди на работа за да може да врти телефон. Оди на работа за да може да краде тоалетен папир и така натаму, или тоалетна хартија. И кога вие немате чувство за држава, немате чувство за припадност, имате чувство дека државата нешто постојано ви должи, дека нешто не ви дала, дека нешто не ви направила, тоа е фаза или фраза која се нарекам што ќе се случи кога ќе умри последниот југославен. Структура на луѓе кои сопствената благосостојба, освен индивидуална, низ индивидуална призма, е гледале низ призмата или низ колективитетот на една држава во која верувале и која сакале. Не велам дека македонците не ја сакат Република Македонија, но не се премногу срекни. Затоа сме веројатно на едни од последните места околу тоа кои се најнестрекни народи во Европа или во светот. Имаше една истражување која го читав некаде пред 10-15 години. Суштината на тоа истражување беше за која држава може да се прави најлесно маркетинг. Дури вела дека нема потреба воопшто да се прави маркетинг, а тоа е Италија. Бидејќи италијаните толку ја сакат, толку ја фалат, толку се гордат, не само италијаните кои живеат во Италија, туку и италијанската диаспора ширум светот, шпагети, канцони и така натаму и така натаму. Значи толку ја обожаваат својата Италија, својата култура, својата нација, својата држава и со таква гордост говорат за таа држава што не е потребен маркетинг, бидејќи самите тие се најдобар маркетинг кој може да ја промовира својата држава. Значи таа бејби бум генерација многумина смета дека завршува таа фаза после Втората светска војна со атентатот на Кенеди, иако може да е плюс минус некоја година, иако многумина смета дека таа фраза последниот југославен завршува со Јосип Броз Тито 4. мај 1980 година, ја сепак мислам дека таа една генерација во наводници на југославени кои тоа не треба да го дефинирате идеолошки, туку треба да го дефинирате како чувство да живеете во држава која цената е респектирана во светот, дека таа има уште 10, 15, 20 години. И прашањето кој сега треба да се го поставиме, за да можеме да не бидеме изненадени после 10 или 15 години, како што снегот повторно ќе не изненади некој ќе падне тука во Република Македонија, за наша среќа не заобиколи таа снежна бура олуја која бесне на Балканскиот полуостров, значи да не бидеме изненадени по 10 или 15 години, сега треба да се опоставиме прашањето. Каде оди Македонија или каде ќе се движи Македонија кога ќе умри последниот југославен? Да ги земе на пример бугарите. Тие ни се љути нас и поради две червени. И нели сите тие зафраканци кои ги правиме со две червени, но тоа не е суштината на нивниот гнев. Тие се чувствува инфериорни во однос на Тито, во однос на поранешна СФР Југославија. Или како вели Бојко Борисов, морале со татко му да се качуваат на кровот на нивната куќа каде што живееле, да стават некаква импровизирана антена за да може да гледат програми на југословенската радиотелевизија. Далина.
телевизија, македонска радиотелевизија, дали на српска радиотелевизија, дали на ЈРТ, тотално небитно, значи се качувале на кровот, ставувале некакви импровизирани антени, дали некакви легени, дали нешто слично и можеле да гледат шкалја или можеле да гледат програма на Југословенска радиотелевизија. Значи существувале инфериорни стандарди, значи ние говориме за стандарди, воспоставени стандарди во одредена држава, кои вие мора да ги почитувате, не бидејќи некој ви ги наметнува, туку бидејќи вие верувате во тие стандарди. Стандарди, нивоа, рамништа кои денес сме светлосни години зад нив. Два примери ќе кажам. Едниот пример, пиеме кафе ке Гордана Суша, тој е една од новинарките бардови на поранешна Југославија, Јутел телевизија заедно со Горан Милич и така натаму и така натаму, дека направи кафе, нешто се слуша на нејзиниот телевизор и сваќаме дека некој нешто паметно говори. Одеднаш доаѓаме и го гледаме Дража Марковиќ, значи тоа е некаде почетокот на 2000-те години. Тоа не е интервју кое е снимено тогаш, умира тој 2004 година, тој е еден од лидерите на српските комунисти и го смета како носител на процесот на српски национализам во рамки на белградските или на српските комунисти, меѓутоа го слушаме на РТС. Кажува нешто и тоа звучи толку паметно, толку мудро, а ние изминатите или од 90 до 2001, 2, 3, 4 година се изнаслушавме политичари и во Србија и во Република Македонија, од ВМРО, од СДСМ, Социјалистичка партија, партија на Петар Гошев и така натаму, и Дража Марковиќ успоредно со нив делуваше како Ајнштајн, мудро. Иако до смртта на Јосип Броз Тито важеше за еден од најмалку образованите српски политичари. И тогаш ја сваќам дека во тие 12-13 години, а сега во овие 35 години тоа е уште поеклантантно изразено, дека толку ни се намалиле стандардите, толку нашиот начин на размислување поради политичките структури, поради настаните атентат на Кирил Гligorov, војна, Босна и Херцеговина, распад на СФР Југославија, 5 октомври ВСР Југославија, падот на Слободан Милошевиќ, значи ние толку сме интелектуално исоромашени од амбиентот во кој живееме, начинот на кој комуницираме, начинот на кој ги слушаме или ни се праќат политичките пораки, што целиот тој процес 15 години по распадот на Титова Југославија нас нима вратено 50-60 години назад. И Дража Марковиќ, кој не беше еден од идеолозите или најпаметните луѓе на поранешниот сојуз на комунисти на Југославија или на српски комунисти, звучеше како Ајнштајн во споредба со сите тогашни политичари кои функционира и во Србија и во Република Македонија. И подбори 2. Ако за нешто жалам во мојата кариера, тоа е што не го снимив интервјуто со Анте Марковиќ. Го договаравме 2-3 години. Беше советник тука на владата на Лјупчо Ѓоргиевски. Пиевме кафе, 3-4 кафења на кеот покрај реката Вардар. Се договаравме да го снимаме во Австрија. Не испадна снимање во Виена со Алој Смок. Закастивме на интервју со Анте Марковиќ во Грац. Каставме 2-3 сати, заврши терминот, не можевме да го снимаме интервјуто и тоа е една од дамките или болките на мојата кариера. Не сум го снимал интервјуто со Анте Марковиќ. Кога нешто сум сакал, тоа сум сакал интервју со Анте Марковиќ. Последниот, како некој го дефинира, последниот југославен. Всушност човек кој доаѓа да биде премиер на југословенската влада од позицијата генерален директор на Раде Кончар. Кога Раде Кончар, ако добро се сеќавам, броеше повеќе од 30-35.000 вработени. Можете ли да сватите колку треба чекор по чекор, скала по скала, вие да се качувате во хиерархијата и тамо некаде на 60 години да станете премиер на југословенската влада и да се обидете да спасите на држава која неминовно оди во пропаст на распаѓање, дисолуција на 6 или 7 држави кои настана после распадот на СФР Југославија. За разлика од кај нас во Република Македонија, кога последна изјава Борис Трајковски стана председател на Република Македонија, кога Бранко Цренковски стана премиер на 28 години. Тоа се стандарди за кои јас ви говорам. Тука мора во срцевината на оваа анализа да направиме драматична разлика помеѓу југоносталгија и српски свет. Всушност, српскиот свет како политика, како идеологија, како стратегија е кукавичко јајце кое е ставено во гнездото на југоносталгијата. И ако вие погледнете, 2-3 политичари или политичарчиња во Република Македонија се бават со темата српски свет. Едниот е Лјупчо Ѓоргиевски,
едно од иконите на ВМРО ДПМН, лидер кој повеќе од 12-13 години беше на чело на ВМРО ДПМН и еден политичар на кого му формира партија на адреса Јадранска магистрала. И тие се обидуваат да направат знак на еднаквост помеѓу српски свет и таа југоносталгија. Тоа е суштинска разлика. Знаете, требаше се случи киднапирањето или интервенцијата на американците во Венецуела, за ние да сватиме дека таа политика во Србија или во Белград, бидејќи таа е адресата, Белград, оттамо нели се развија политиката на српски свет, не е Александар Вучич. Јас тоа ви го говорам веќе со месеци наназад. Борис Тадич е првиот политичар од овие простори кој излегува со критика на американската интервенција во Венецуела. Во наводници киднапирањето на Мадуро, облакањето во Тренка Најк и носење на судење во Њујорк. И кога ние ќе се вратиме 15 години наназад, тогаш ќе сватиме или ќе се потсетиме дека Александар Вучич не го носи Путин во Белград, дека не го носи Газпром и Газпром преку нафтена индустрија Србија подосна ги шири тие своји канцерогени краци, пипци во енергетската сфера на Балканскиот полуостров, дека тоа го прави токму Борис Тадич, неговиот татко Тадич, кој е дел на таа една структура заедно со Добрица Чосич, заедно со целата таа една писателско, поетска, политичка структура која важеше за националистичка структура во Република Србија. И вториот е Милан С.Т. Протич. Бугарите и албанците барат постојано да снимам интервју со Милан С.Т. Протич, кој беше после падот на Милошевиќ неколку месеци градоначалник на Белград, па беше прв амбасадор на пост Милошевиќата СР Југославија во Соединетите Американски држави, после конфликт со Воислав Коштуница го вратија. И сега тој е еден од главните гласноговорници кои велат, иако неговото нели семејство, Стојан Протич и така натаму се суштината на некоја радикалска Србија меѓу двете светски војни или пред Првата светска војна. Тој е главен негатор, бидејќи историчар по професија, главен негатор на постоење на Македонија, на Македонска православна црква. Тоа сам да кажам. Дека Александар Вучич бил само поинтелигентен од нив и една воспоставена структура, Газпром, Путин на стадионот Маракана, руски уплив како инка преку Србија на просторот на поранешна Југославија и сето тоа запакувано во целофан на југоносталгија и уште повеќе запакувано во целофанот на некакви реминисценции на движењето на неврзаните, бидејќи тоа е лебедовата песна на Тито Југославија. Тито, Насер, Нехру. Гледате каде е Египет сега, гледате каде е Индија, по број на жители ја надминува Кина. Русија колку е зависна од Кина, односно Руската Федерација толку е зависна денес од денешна Индија, и Индија полека со Кина, Нигерија се промовираат во некои од новите сили во светот. Иако Индија е во, односно Кина е во одредена надолна тенденција, Индија е во одредена нагорна тенденција. И кога вие ќе ги поставите така работи, тога сваќате дека преку една структура која Вучич ја наследува, тоа е структура која може би му е сервирана и тој се обидува да ја искористи, да ја исконтролира, на крајот и самиот сваќа дека е исконтролиран тој од таа структура. Не би рекол дека е жртва, тука е веќе составен дел на таа структура. И ќе остане на власт се дека игра по звуците на мелодиите кои му ги свири целата таа структура. Значи преку таа структура и преку формата на југоносталгија, а тоа е кукавичкото јајце на српскиот свет, всушност нас не се реализира руска стратегија тука на Балканскиот полуостров. Тоа се тие прокси стратегии. Некаде британците проценија дека повеќе од 1,5 милиарда евра или долари во рамки на рускиот буџет се предвидени за одредени лажни вести, фейк вести, одредени видеа и така натаму, преку која ќе биде финансирана, стимулирана целата таа стратегија. Поди видите, ако не се избришани одредени коментари на моите Facebook профили, на TikTok, на Instagram, кога беше пласирано видеото дека Русија е регионална нуклеарна сила, таму доаѓа со коментари 50-60 и кога ќе погледнете какви им се профилите на Facebook, вие сваќате дека тие не можат 10 години да ги пишуваат тие коментари, не можат самите да ги напишат. Значи некој им ги дава, копи-пасте, ги земат, ги стават така натаму. Тоа е добро организирана машинерија. За разлика од западниот свет, кој во наводници пропаѓа во одредена демократија, одредена салонска демократија, овие се мобилизирани. И знаат дека единствено на ниво на пропаганда, единствено на ниво на фейк реалност која креират, можат да ги убедат
разочараните жители на овие простори, кои се разочарани бидејќи живееле во сериозна држава и сега живеат во одредени банана државички и во еден вакуум кога жалите, а е срамота тоа да го кажете за одредена држава која сте напуштиле, а сте свесни дека не може од сегашната држава да направите држава од тој ранг или тој формат, тогаш вие сте лесен плен, лесна мета на такви одредени манипулации. Ние имаме две Македонии, значи грубо кажано имаме две Македонии, значи немојте ова да го зимате како нешто здраво за готово, туку како одредена парадигма, како одредена метафора за да можем да ви објаснам процесите. Едната Македонија која е со мека југоносталгија и втората Македонија која има парадигмата дека ВМРО е кодот на македонецот. И помеѓу тие две Македонии, како одредени две крајности, се движат процесите во Република Македонија или тоа што била Република Македонија последните 120-130 години. Лјупчо Ѓорѓевски беше многу чесен кога си поднес оставка 2003 година, кога рече дека тој не може да освои повеќе од 300.000 гласови. Дека гласачкото тело, амбиентот, менталитетот на македонецот е лево ориентиран и дека додека тоа лево ориентирано че нешто слично во Словенија, тогаш десните политички опции можат како инцидент да победуваат на одредени политички избори. Меѓутоа тоа не може да биде трајна, константа, тие да се фаворите на одредени избори. Тој се повлече и го носи Никола Груевски на чело на ВМРО ДПМН. И тоа е пресвртната точка кога почну да се менуваат тенденциите, кога почнат да се менуваат или да се мешат процесите во Република Македонија. Таа прва мека југоносталгична Македонија, некој вела трае до атентатот на Киро Глигоров 95 година, кога имаме влага од одредени стандарди, образование, школство, здравство, спорт од поранешна СФР Југославија, а јас сметам дека некаде 96-97 година со оној надпревар во кошарка на МЗТ Скопје против Реал Мадрид и после тоа доаѓа Кометал Ѓорче Петров, па доаѓа Вардар Ракомет, меѓутоа се со одредени купени играчи кои се донеси иностранство, со многу малку домашна супстанца во тие победи на македонскиот спорт. А спортот е нешто преку кој најмногу се билда, се храни, се гради национализмот, односно патриотизмот во било која држава, вклучително и во Република Македонија. Значи тие две Југославии, односно тие две Македонии, се во конфликт изминатите 120-130 години. И за да биде нешто добро направено во Македонија, или тоа што била Македонија изминатите 120-130 години, морале делови на тие две Македонии да комуницират, па дури во некои моменти да кохабитират помеѓу себе. Во текот на Втората светска војна, комунистите го водат процесот, но мора да се обратат на некоја граѓанска Македонија, некоја мека ВМРО-вска Македонија, иако еден голем дел на тие ВМРО-вски, стари ВМРО-вски структури и во текот на Првата светска војна се бореа на страната на бугарите, и во текот на Втората светска војна беа дел на бугарската власт во Република Македонија, иако Никола Груевски сега од Будимпешта се обидува, нели, тоа кукавичко јајце да го префрли, да каже дека комунистите биле дел на бугарската власт тука во Република Македонија 41-44 година, меѓутоа тоа е силување на историјата. Старите ВМРО-вци во еден дел, да не речам голем дел, биле дел на структурата која била власт во Македонија 41-44 година. Комунистите се свесни дека сами не можат да ја спроведат револуцијата. Таа револуција резултира со формирање на Народна Република Македонија, па со формирање или кодификација на македонскиот јазик, па Македонска академија на науки и уметности и така натаму, значи Македонска православна црква. Значи темелите на македонската држава се прават во држава која е формирана како резултат на Втората светска војна. А тие кои се носители на Втората светска војна, иако истиот Никола Груевски се обиде при еден свој настап на Мечкин камен да каже дека војната 41-44 година не ја водат комунистите, туку ја води чорбаџиската или граѓанската класа во Македонија, што е апсолутно силување на историјата. Значи, таа комунистичка Македонија точно знае дека им треба и црквата, дека им требат и ВМРО, старите структури, затоа и дел на партизанските одреди носеле такви имиња, и тоа е таа една кохабитација која функционира, која прави Македонија 44 година и возможува таа Македонија да трае тамо некаде од 90 година. Па доаѓа референдумот на 8 септември
1991 година. Имате две поделени Македонии. Едната Македонија која верува во македонскиот народ и во референдумот и смета дека преку референдум, исто како Словенија, треба да биде избоксирана независноста на Република Македонија, иако и тогаш анкетите покажува колебливост на македонскиот народ, па ако беше поставено грубо или круто прашање, можеби ќе беше поинаков резултатот на референдумот, и Лјупчо Ѓорѓиевски или таа ВМРО-вска Македонија, или како тие дефинират, ВМРО е кодот на македонецот кој не верува во македонскиот народ. И се залагат со собраниски акт и декларација, а не со гласање на референдумот да биде извојувана и избоксирана независноста во Република Македонија. И имате резултати на првите парламентарни избори, кои всушност ја покажуваат сликата како функционира македонецот и Македонија, се да појавата на Никола Груевски. Левите политички партии, тоа се СДСМ или Сојузот на комунистите на Македонија, тоа е Социјалистичката партија на Македонија, Љубисав Ивановиго Поповски, кој беше лидер на таа партија, тоа се реформските сили на Анте Марковиќ или на Стојан Андов, тие бројат некаде околу 60 пратеници. ВМРО ДПМН број 36-37, заедно со албанските партии во Македонија. Гледате, клучни се албанските партии за да се види во кој правец ќе оди Македонија. ВМРО ДПМН плюс албанските партии теже 60 гласа, овие леви партии или пројугословенски партии, меко југословенско партии, теже 60 гласа, и при првото гласање за избор на Киро Глигоров за претседател на Македонија не беше избран Глигоров, бидејќи резултатот беше 60-60. Заедно со албанските гласови, левите гласови или левите партии во Македонија се близу до 2/3, и ВМРО се сведува на нешто повеќе од 1/3 во Република Македонија. Албанските партии ВМРО, кога ќе бидат споени, може да ја блокират Република Македонија. Така поделена Македонија всушност нас ни покажа дека тие две стратегии, која ќе умри последниот југославен и ВМРО е кодот на македонецот, не се помириле до 1991 година. Туку таа нивна конфронтација била ставена по тепих, била турната на страна, не била уништена, туку тлеела и чекала погоден момент. Тој погоден момент е доаѓање Никола Груевски на чело на ВМРО ДПМН и чело на македонската влада. 1994 година е лебедовата песна на таа прва Македонија. И гледате, кој вие ќе направите анализи во кој мандат или во чие време се направени клучни потези за еднината, за независноста, за суштината на денешната македонска држава, македонски јазик, македонска држава, македонска црква, македонска академија на науки и уметности, независна Македонија, Македонија примена во Обединетите нации, Македонија која има воспоставено дипломатски односи со сите своји соседи, кои ја признават како независна Република Македонија, без разлика дали признават јазик, народ и црква. И кога ќе направите нели анализа во чие време е тоа направено, тогаш јас не треба да ви кажам во чие време е тоа направено, во чие време тоа не е направено. 1994 година Киро Глигоров е фронтмен на еден процес. Тој процес се дефинира како Сојуз на Македонија. Тие партии кои 1991 година на првите парламентарни избори имаат половина од македонските гласови, го формираат Сојузот за Македонија. Бранко Црвенковски, бидејќи точно знае дека СДСМ е само дел на Сојузот за Македонија, но не и клучна, односно доминантна субстанца повеќе од 90% на Сојузот за Македонија, гледа на секој начин да го растери Сојуз за Македонија. Тоа му се пружа како прилика после атентатот на Киро Глигоров, 1995 година. И во наредниот период, посебно во мандат на Никола Груевски, дел по дел од субјектите на Сојузот за Македонија се префрлат во коалиција со ВМРО ДПМН, партијата на Љубисав Иванов Зинго, партијата или тоа што остана од партијата на Васле Топурковски, Стојан Андов, Петар Гошев. Последната шанса да биде возобновен некаков сојуз за Македонија беше 1999 година, кога СДСМ после 13-14 прегласувања не прифаќа Стојан Андов да биде нивни претседателски кандидат на изборите 1999 година. Ако беше Андов нивни кандидат, тие ќе победа на изборите. Тогаш ке имаше каков таков континуитет Киро Глигоров кон Стојан Андов. Меѓутоа, знаете, Бранко Црвенковски во наводници не го елиминираше Киро Глигоров за да го наследи Стојан Андов. Тој направи пакт со Лјупчо Ѓорѓиевски за да 96-7 година после настаните со ТАТ да се оддалечи од Глигоров, да се договори со Лјупчо Ѓорѓиевски, да му ја предаде власта 98 година, а Лјупчо Ѓорѓиевски да му ја врати власта 2002 година. Што се случува 2003 година, односно 2004 година, која е клучно? Борис Трајковски
авионска несреќа во Мостар, крај на февруари 2004 година. Црвенковски заминува на функцијата председател на Република Македонија, ја остава СДСМ на Владо Бучковски, па на Радмила Шекеринска, ги троши по кратка постапка, ги троши бидејќи всушност главното тумбање во СДСМ е направено 96-97 година, кога човек на Киро Глигоров или луѓе на Киро Глигоров или структури на Киро Глигоров не го наследија Бранко Црвенковски начело на СДСМ, кој беше политички мртов, политички готов после аферата со ТАД, значи брзо се потрошени Шекеринска и Владо Бучковски и тоа возможува Зоран Заев да дојде начело на СДСМ. Гледате, тие две Македонии, кои се во некој политички инцест, кој не сме го гледале, кои се случувале или во подруми, или во тавани, кога почнува да личат помеѓу себе, кога почнува да мутират една во друга, и при тоа да не ги добива добрите елементи или добрите нијанси едната од другата, туку ги добиват лошите нијанси едната од другата, веќе и не постои разлика помеѓу тие две Македонии. Едната која персонифицира ВМРО-ДПМН, втората која персонифицира СДСМ. И тие две Македонии кои сега личат една на друга и личат како нивно грдо лице во огледалото, нас не ни гарантират известна и добра иднина на Република Македонија. И тоа е суштината на тоа што сакам да ви кажам. Гледате, некаде 2003 година, како вели Лјупчо Гориевски, кога ќе кажам прислушкување, мислам на УДБА, ако ќе кажам на УДБА, мислам на СДСМ, јас мислам дека тоа не е така. Дека 2003-2004 година, таа УДБА, може би и Бранко Црвенковски, не знам, значи таа УДБА проценила дека СДСМ не може или не треба да биде носач на авиони на таа Македонија. И како носач на авиони на таа Македонија е избрана ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Затоа на Никола Груевски многу поблизок му е Лазар Колишевски во споредба со Ванчо Михајлов, без разлика што седиштето на партијата е на Христо Татарчев, без разлика што Никола Груевски сами сакаше својата невладена организација да ја крсти Тодор Александров. Но Лазар Колишевски се помалку живее во СДСМ, а се повеќе живее во ВМРО-ДПМН. А СДСМ може само да го следи тој процес, каде што како локомотива е ВМРО-ДПМН. И денес ВМРО-ДПМН јас сакам да наречам власта, бидејќи СДСМ и ВМРО-ДПМН, тоа се нели 3 мандати Никола Груевски, 2006-та, тамо некаде до 2016-17 година, па Зоран Заев и деривати на Зоран Заев од 2017 до 2024 година, од 2024 година до денес или во наредниот период Христијан Мицкоски. И таа власт или власта во Република Македонија во тие 3 фази личи на Сојузот на комунистите на Југославија или да наречам Сојузот на комунистите на Македонија. Вие може тамо да дефинирате 2 периоди. Едниот период после Бриемскиот пленум и падот на Ранковиќ, кога доаѓаат на власт тие потврди, поконзервативни структури, спроведот еден процес на либерализација, антилиберализација структури на правниот факултет. Гледате, и тој процес тогаш во Сојуз на комунисти на Македонија доминира во правниот факултет на Република Македонија, или правниот факултет во Скопје, и во мандат на Никола Груевски главната битка против универзитетот е против правниот факултет, бидејќи тие биле жаришта на некој либерализам. Либерализам во текот на 70-те години и либерализирам тамо некаде 2015-16 година. И вториот период е некаде крајот на 80-те години и распадот на СФР Југославија, кога се либерализираат процесите, кога се демократизира државата, но на сите не е јасно дека таа држава оди во пропаст. Едниот го персонализира Никола Груевски, тоа е тврда структура, а Лазар Колишевски структура, кога се сраснува партијата и државата. Кога имате заробена држава. Знаете, заробена држава не е само МВР. Или е најмалку МВР. Заробена држава кога вие наметнувате една перцепција или се обидувате да наметните впечаток, да наметните стојалиште, дека само ВМРО навива за македонска репрезентација. Дека само ВМРО почитува македонската традиција. Сега имаше нели овие бадникови огнови кои се правеа во Скопје или широ Македонија. Тамо ВМРО нели само го прави. Само ВМРО слави бадник. Само ВМРО ја почитува црквата. Само ВМРО внимава на религијата. Сите ние во поранешна Југославија, јас и брат ми, цела моја фамилија, сме крстени во црква. И ние тоа не го третираме како нешто суштински. Тоа било сосема нормално. Никој не ни бранел. Никој тоа не ни го спречувал и така натаму и така натаму. Ова денешна ВМРО-вска врхушка, а и што тоа беше во мандат на Никола Груевски,
се обиде да го направи или да го наметни впечатокот. Дека за македонска репрезентација фудбал навијат само тие. И го зима покојни Беличенец Роберто или зима некои слични структури на Роберто Беличенец, кои критикува како фалангите навиват на ракометни напревари така натаму и праве одредена ситуација дека едните се патриоти, а другите се предавници. Зошто? Бидејќи патриотите навивале за репрезентација, патриотите славеле Бадник, патриотите правеле Бадникови огнови, овие другите тоа не го правеле. И кога вие ќе наметнете таква една конфликтност во државата, плюс оние изјави на премиерот, предавници, окупација, глодар и така натаму. Гледате, кој е тој вокабулар, кој е тој речник, видите. Нормален човек му се ежи кожата кога слуша еден таков речник, бидејќи таков речник ќе води државата во неминовен конфликт. Ако тоа не биде конфликт, бидејќи ние и не сме познати како држава или како народ кој влегува во конфликти, како одредено само затварање, сама промоција или само уништување внатре во националното јадро. И тие две Македонии, едната 60-тите, 70-тите години после Бриенскиот пленум и втората пред крајот на распадот на СФР Југославија, кај што ви имате проблем на демократија и недемократија, субституционалност и нефункционалност, тоа е нашата реалност. Реалност преточена преку СДСМ, клекнат на коленици, и ВМРО ДПМН во некоја мутантна или мутирачка форма, бидејќи кога дојдете и анализирате, ако трнеме Албанија на страна, бидејќи проблемот со албанците бил секогаш територијален, не бил есенцијален, ние имаме три проблеми со соседите. Црквата, што е есенција нели на македонската самобитност и неиздржливоста низ вековите, на истрајноста низ вековите со Белград и со Србија, ВМРО со Бугарија и во поново време Александар Македонски кој почнува да го прави Васил Топурковски, а го наследува Никола Груевски, исто како во Србија почнува Борис Тадиќ, го наследува Александар Вучинич, и тука почнува Васил Топурковски и го наследува Никола Груевски. Горе-доле црквата е решена, Александар Македонски како така е решен, останува единствено нерешено прашање ВМРО во односите со бугарите. И Лјупчо Ѓорѓевски и Никола Груевски беа многу свесни која е цената која се плаќа на тоа ВМРО како конфликт помеѓу македонците и бугарите, и се ми се чини дека и Христијан Мицковски ќе стане свесен, но со многу скапа цена, која не тој, која Македонија ќе плати. Што сакам да кажам? Нема Југославија, тоа е мртва работа. Нема Александар Македонски, тоа е мртва работа. Нема историско ВМРО или ВМРО како код на македонецот, тоа ако не е мртва, ќе стане мртва работа. Во моментот во Македонија е неопходен сојуз за Македонија, но не сојуз за Македонија од времето на Киро Глигоров, туку сојуз за Македонија од времето 41-44 година, каде што делови на патриотско, во вистинска смисла на зборот, ВМРО, делови на СДСМ, делови на левите опции, делови на десните опции во Република Македонија, делови на албанците кои се сакат Република Македонија, ќе направат историски договор, колку и да тоа испрофанисано од оној историски договор помеѓу македонците и албанците во времето на Васил Топурковски, историски договор на самите македонци. Каде сака да одат и каде сака да видат Република Македонија. Ова е нашата вечерашна анализа, се надам дека ви се допадна. Се обидов колку можам поедноставно да објаснам кај одат процесите и каде е напикана македонската реалност. Македонија во моментов можеби не знае каде не сака да оди, односно знае каде не сака, меѓутоа многу малку знае каде сака да оди, и ајде да ја свртиме пирамидата, да знаеме каде сакаме. За разлика од претходните години, точно да знаеме, да не бидеме темен вилет како што бевме и 70-тите, како што бевме и делови на 80-тите години. Гледате што се случува во Сараево. Сараево после Олимписките игри. Што се случуваше во Љубљана, во Загреб, а и во голем дел во Белград се до појавата на Слободан Милошевич. А ние, освен Васил Топурковски, Владко Стефановски, Лепи Сол, многу малку Николци Столе Попов, многу малку Николци на таа македонска самобитност манифестиравме во текот на 80-те години. Преспавме процеси и мислам дека сега е преголем луксус да го преспиеме времето кое доаѓа. Ново дружење, вторник до часот и 30 минути. Пријатна вечер.